Следите Трилинка во продолжение. Соговорник е биден од основачите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, поранешен министер за финансии, екс-спикер на Собранието Никола Поповски. Добре дојдовте, господин Поповски. Добро ве најдов. Мандатарот Христијан Мицковски го доби председателскиот агреман од господјата Гордана Сијановска-Давкова. Кои се вашите очекувања од идната македонска влада и кои треба да бидат приоритетите? Па приоритет за нив ќе биде тоа што тие го ветувале. Имаат лесен почеток со релативно големо мнозинство во парламентот, некаде близу до 2/3. Ќе можат се што мислат дека е можно да направат, да го направат, имајќи предвид дека таа влада ќе биде придружена со председател кој е близок до нив и со локална самоуправа која 80% е во нивни раце. Што значи дека предпоставките за владење, скоро двотретинско мнозинство, влада стабилна, председател на држава, општините се во нивна власт, ќе може да остварат. Тоа што мислам дека на почеток се појави, како неочекувано, е дека тоа што го лесно ветувате пред гласачите, не е прифатливо од сите околу вас, особено во државата и надвор од неа. Сега, тој процес на усогласување на ветувањата, прво со коалицијските партнери, пошто вие имате едно ветување, коалицијските партнери си имаат спротивно ветување и влегувате во влада. Сега, како ќе ги ускладите, не очекувам да биде така лесно како што владата се формира релативно брзо. Веројатно ќе има искри. Секој ќе се инсистира на своето. А второ, согласувањето со окружувањето на Македонија, тесното и поширокото, очигледно ќе биде потешкиот проблем, кој веројатно ќе им надвисне на глава многу посериозно отколку што се надеваа на почетокот. И не само на нив, и на председателката на државата и на другите. Така што во тие така наречени лесни услови внесоа собствени 2-3 клинови на почетокот или внесуваат, да речеме, што нема да им биде така лесно во иднина. И СДСМ пред неколку години беше во комотна состојба, бидејќи имаше, говорам, парламентарно мнозинство двотретинско, па Црвенковски тогаш зажали за таквата супериорна победа. Дали е тоа предност или ризик пратениците да не си ја прифатат политиката на скромност и ефикасност, особено во носењето на одлуките во Собранието? Па и едно и друго. Ризик е затоа што можете да помислите дека ништо не ви е забрането. Новата власт прилично отворено два пати кажа дека сака да ги реконституира судските органи, судски совет, обвинителски совет, што значи дека сака да ги пушти своите пипци, да речеме, подалеку од извршната и од законодавната власт. И тоа е веќе е комоција. Значи, уште на неформирана власт, со самата голема победа, е комоција дека сега ќе продолжиме во другите видови на власт и тоа може да ги занесе, нормално. Таа еуфорија со некои национални прашања од типот на колоквијалната употреба на терминот државата во која живееме, Македонија и така натаму, но сега користењето на тоа во институциите на системот и во меѓународна употреба вербална создават дополнителни проблеми, така што таа комоција не верувам дека ќе имаат. Дури и мислам дека проблемите со кои ќе се бават во иднина, 60-70% може да бидат проблеми на кои воопште не ни помислувале во време на кампањата опозиција, а ќе им се наметнат како главни. Дури таа комоција што бројчано и демократски имате во Македонија, таа не важи надвор од Македонија. Вие одите во Европска унија и таму вашата бројка во Македонија не важи. Вие морате да се усогласите со нив. А тоа усогласување ми делува дека ќе почне да оди наназад. Пошто се створија предпоставки да Европската унија и особено две држави што имаат близок контакт со нас, Грција и Бугарија, ќе не посматраат под лупа. И се што правите дома, таму може да не биде прифатено. И тоа нема да биде баш лесно. Но да видиме, да оставиме времето да покаже. Сметате ли дека со ваквиот став на новата владеачка гарнитура, ВМРО, ДПМН, па и изборот на председателката Сијановска за шефица на државата
и позициите и ставовите од аспект на преспанскиот договор и спогодбата со Бугарија може да предизвика наместо побрза интеграција на земјата да се доведеме до состојба на самоизолација. Па нема да биде тоа само изолација, ако дојде до тоа ќе биде изолација. Ние нема сами да се изолираме, ќе ни изолираат тие нас. Ќе ни речат дека не можете вака да продолжите. И тоа е Демоклов мач врз Македонија веќе. Затоа што видете, например, јас убаво сеќам на премиерот Караманлис 2007-2008. Тоа исто од Неа демократија беше, кога излезе во грчкиот парламент и рече дека има само два начина и вака покажа со прст. Или ќе го смените името, или нема во НАТО да влезете. И се случи тоа. Никој внимателно не го слушаше дека он ќе стави вето. Сега овој премиерот Мицотакис повторно веќе отворено соопштува дека вашиот пат до Европската Унија води преку Атина и дека прашањето ќе го отворам и во НАТО. Се замислете, вие седнувате во НАТО, 31 членка, и се јавува таму грчкиот представник и сака да декларира државата што седи тука која е. Ние сме примени под едно име, кои сме сега во моментов. Самиот факт што тоа ќе го отвори, кај другите 30, ќе предизвика веќе едно, знаете, со овој проблем ли сега ќе се бавиме. И тоа постојано ќе биде едно камче во чевелот. Па исто во Европска Унија, исто во сите, тие ќе добијат поддршка од бугарите преку ноќ. Значи, дури бугарите сега ќе се повлечат месец, два, три, да видат колку Грција ќе биде офанзивна кон нас. И секогаш кога треба вториот соговорник да се јави, ќе се јави Бугарија. И веќе кога 30 се јавиле првиот и вториот, тука веќе завршува, знаете. Ќе преовладува мислењето. Да се надеваме дека владата малце ќе го омекне ставот. Но овие 2-3 дена изјавите на Мицковски, кој кажа дека јас вербално ќе го користам терминот Македонија, упатува дека ќе го користи вербално терминот во меѓународна и во домашна институционална комуникација, во собранието, што е малку проблем за ова прашањето вие што го поставивте, дека може нема да се бават они со проблемите со кои мислеле. Туку нонстоп ќе им излегуваат нови проблеми, кои не можете да ги игнорирате и ќе се бавите со нив. Новата влада ќе стартува веројатно кон средината на овој месец. Мислите ли дека во првите 6 месеци, максимум една година, ќе бидат усвоени уставните промени или стартната позиција и реторика на мандатарот всушност навестува дека ќе се фокусира пред се внатре, а кон надвор ќе бидеме во една статуско состојба? Ма мислам дека второво ќе биде. Дури да се случат уставни измени, тие нема да бидат такви какви што ги бара преговарачката рамка со Европската Унија и ќе бидат бескорисни. Мислам дека ќе направат уставни измени какви што ги бара Европската Унија, а тоа е барање на Бугарија, а тоа е барање на францускиот предлог, така, вака наравно, кои ќе бидат со преодна одредба дека тој амандман за тој член од Уставот ќе стапи на сила кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија. Нешто така. И ќе речат, еве, ние имаме позиција, но Европската Унија не вели кој ќе станете членка, туку пред да почнете преговори. И дека тука ќе настане едно раздвојување. Или второто е неизведување на уставните промени. Како што вие го соопштите. И во двата случаи ќе биде проблем и ќе се фокусираат на домашните. Но Македонија е толку мала што фокусирање на микропросторот македонски е опасно. Без да имат интеракција со своето обкружување. Јас искрено, видите, Европска Унија направи на ова поле два не неочекувани и бизарни, туку два спектакуларни чекори. Почна преговори со Молдавија и со Украина. Мислам, шокантно делува, така? Да не ни се случи во метежов да отворат преговори со 3 од 6 или 2 од 6 држави кои останавме на Балканот. Тогаш овие останатите, ако останеме и во нив, ќе биде крајот на краиштата.
Господине Поповски, каков е вашиот став на најавата на мандатарот Мицковски дека во Македонија ќе влезат 1 милиарда евра? По моje мислење, таа мерка има таа најава, да видиме дали ќе биде. Значи, оставам една резерва тука. Има 4-5 аспекти, многу сериозни. Првиот, јас не знам дали во нивната програма со која ВМРО ДПМН на изборите се фалеше дека има 1350 или не знам колку проекти, они ги велат. Сега политиката во Македонија сведе на проекти. Не водиш политика, имаш проект. Јас тоа не го прифаќам така, но они така го нарекуваат. Од 1300 проекти не сум сигурен дека им беше најавена дека ќе ја задолжат државата за уште 1 милиарда. Победија ноќта во 24 резултатите беа, Мицковски тоа го најави утре дента во 18 часот. Значи он не почека ни 24 часа, во првото интервју рече имаме изненадување за гласачите, ќе земеме милиарда од европска држава. Во некои држави тоа се третира, во Европа се третира како изборна измама и може да има и пријави за тоа. Имаме, понекогаш читаме во медиумите, дека некои политичари ветиле на некои граѓани нешто, не го реализирале и пријави им поднесуваат кривични за ме измамивте да ви го дадам гласот. Ова е изборна измама. Не кажувате во кампањата, имате 1300 мерки дека ќе се задолжите за 1 милиарда, само што завршуваат изборите, викате ќе се задолжам за милиарда. Вториот аспект е дека 1 милиарда, според сегашната номинална вредност на БДП во Македонија од околу 14 милиарди евра е околу 6-7% од БДП. Тоа значи дека во моментот на повлекувањето на средствата, нашиот јавен долг од сегашните 60% веднаш ќе оди на 66-7. А ВМРО вели че ќе го намали јавниот долг. Доколку парите се искористат за враќање на старите долгови, во ред, но тие тоа не го најавија така. Туку за потрошувачка, дали инвестициска, дали тековна, не знаеме. Тоа е втор проблем. Третиот проблем е што дури да ви го дадат со грејс период од 2 години и со 1,5%, што за денешни услови е ништо. Тој кредит ќе треба да се врати еден ден. Кога ќе треба да се врати, вие ќе се задолжите со нова милиарда за да ја вратите старата и тогаш ќе задолжите со 7-8% можеби. Како што сега кредитите што ги враќаме од пред 7 или еврообврзници од 6 години наназад се издале со 2-3%, сега ќе ги издаваме со 6-7%, зашто е такви услови на пазарот. Ние долгот никогаш не го враќаме, него секогаш го рефинансираме со нови камати. И сето тоа прави. И конечно, зашто ќе се користи? Ако се користи за потрошувачка, мислам дека е голем проблем. Вклучувајќи и инвестициска потрошувачка. Дури и да речат, со тој ќе направиме еден нов автопат. Зар некој во Македонија? Јас гледам, дури и мои колеги професори сметаат дека ако се користи за продуктивни цели, ќе ја поттикне економијата и брзо ќе се враќаат парите. Тоа поттикнување и враќање не е толку брзо во јавниот сектор. Милиардата ќе си доспее за враќање, а автопатот и понатаму ќе создава трошоци за одржување, тој не ги враќа директно парите. За да тој предизвика раст на економијата, па фирмите, тоа се многу долгорочни замаглени процеси. Што значи дека тоа е шокантна најава во економската политика, дека 1 милиарда евра ќе се задолжите, 6-7% од БДП. Веќе 5-та година имаме висок буџетски дефицит и долгот е веќе над 60% или 8 милиарди евра. Како новата влада би требало да се справи со недомакинското трошење на нивните предходници? Овој долг стигна до границата каде што економската теорија и пракса смета дека секое зголемување нема да предизвика пропаст на државата, но ќе предизвика дополнителни сериозни буџетски трошоци за негово финансирање. Нашиот сега е околу 60%, тоа е, вие кажавте, околу 8 и нешто милиарди евра. Сега сметете ако го финансираме со 6% годишно. Мислам каматите на него да се 6% годишно. Во таа зона сме веќе влезени. Тоа се 480 милиони евра годишно само за камата. Ако е со 5%, тоа се 400 милиони. Секое негово зголемување ќе носи дополнителни каматни отплати, а 400 милиони се повеќе од
буџетот на Министерството за одбрана. Значи проблемот е на можноста да го отплатјате тој долг. Никој не го враќа долгот. Туку тој се намалува во бруто домашниот производ со побрз раст на економијата. Сега ако економијата расте побрзо, а они го зголемат долгот споро, тој помалку ќе учествува во вкупната економија и ќе се отплаќа, ако не се зголемат повторно каматните стапки во светот и така натаму, релативно лесно. Но ако продолжи да се зголемува, ние ќе имаме потреба од намалување на јавната потрошувачка за други сфери за да го сфинансираме долгот. Приоритет број 1 на сите држави е враќање на надворешниот и внатрешниот долг. Приоритет пред исплата на било што. Зашто ако не го исплатите, вие сте во формална банкрот позиција, како што беше Грција пред 10 години. Што значи дека ќе треба да направат преструктурирање на потрошувачката. Од тековна кон друга. Дали ќе успеат? Јас не можам да предвидам сега. Но еден чекор што го видов е во обратна насока. Значи Македонија ќе има 20 министерства. Значи една македонска држава од милиарда, се извинувам, од 1.800.000 луѓе, до сега имаше 14-15, па отидоа на 16 со тој за политички систем ресори, новата влада најави 20 ресори, за кои апсолутно по мене нема никаква потреба, плюс ке има, значи, тоа е првата неефикасност што ја покажаа. Тоа е првиот и единствен чекор што до сега го превземаа. Следите тренинг соговорник во емисијата Никола Поповски, екс-министер за финансии, пареничен спикер на Собранието, еден од основачите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Поповски, на што се должи изборното фијаско што го доживеа Социјалдемократскиот сојуз? Ова е најголемиот пораз во историјата на партијата. Не само што Двоен пораз, парламентарни и председателски. Да, не само што е преголем во квантитативна смисла, во квалитативна смисла е понижувачки. Тоа е најболното. Вие да добиете, да речеме, во изборна единица 1, 3 пратеника. Да добиете во изборна единица 2, 2 пратеника. Тоа се лимити што ги поставуваат партии како Знам, Левица, како своји идеални лимити. Или добиете во изборна единица 5, 3 пратеника. Сите собрани тие заедно, претходно ги добивавме во една изборна единица. По 9, 10, 11. Ја не сум повикан за тоа да зборувам, не сум активен член на органите на партијата. Имам само членство. Но најсериозната причина по мене не се конкретни чекори што ги превзема, иако имам мислење за тоа. Најсериозната причина е што СДСМ во овие 5-6 години никогаш внатрешно не се прилагодуваше на опкружувањето и на себе си. Како што дојдоа на власт 2016, владата ја формираа 17, горе-доле непроменети се и ден денес, не се прилагодија на новите услови и никогаш не анализираа од тоа што го прават, што е тоа што мора да го понесете на грб за доброто на државата и иднината, а не е добро, а што е тоа што не е добро и треба да го смените дека не е добро. Некојаш има чекори што знаете дека не се добри, но за иднината се добри. И велите, ќе го проголтам, ќе стиснам заби и раце, но во СДСМ имаше пропусти што не беа добри и кои не требаше да останат заради нешто друго, туку требаше веднаш да се сменат. Тие на тоа останаа резистентни. И првиот знак беше 2020 локалните избори последните локални избори 21. СДСМ на последните локални избори 2021 изгуби катастрофално. Во Скопје, например, го доби само центар. И ги изгуби сите. Битола, Прилеп, да не ги набројуваме. Куманово, Штип, само Струмица ја доби така. Од големите градови зборуваме. Тие никогаш не седнаа сериозно да изанализираат зошто изгубивме. Си даде оставка председателот на партијата и на негово место стави друг председател. И се продолжи исто. Никогаш не седнаа да речат зошто изгубивме локални избори. И тој бран си продолжи, тие воопште не сватија што се случува. Предпоставувам, и 24-та ги снајде истото, малце продлабочено, уште 3 години се зголемија причините.
Зошто не изанализираа? Треба да се прашаат самите себе, веројатно. Јас имам одговор за себе. Например, СДСМ му се случи корупција. Тоа и самите го зборат сега. Значи, СДСМ, помеѓу другото на власт дојде и со борбата против корупцијата, да не набројуваме сега, нели, што све ветуваше, но со тек на време корупцијата го зафати СДСМ и тие никогаш сериозно не седнаа да речат 21 изгубивме локални избори заради корупција во партијата и во државата, кои ние не се справивме со туѓата, а почнавме и со сопствена. Си продолжија како да не било. Повратниот удар е застрашувачки. Господин Поповски, Например, тие 21 изгубија заради договорот со Бугарија, локални избори. Никогаш не сватија дека тој договор, на начинот на кој тие го спроведуваа овие 3-4 години, само се продлабочи до 24-та. Тие никогаш не изанализираа, продолжија по инерција. Сега, тие го сменија името, но за тоа може да се најде оправдување. Дека ги стиснаа забите, како што велите вие, да го изнесат заради НАТО, заради Европска унија и така натаму, и заради безбедноста на државата. Но за овие другиве немаме реална причина и да не набројувам сега зошто тоа така се случи. Ако изанализираа, веројатно сериозно ќе најдеа причини. Тие не најдоа причини, продолжија по старо. Истото. Сега има 5 кандидати за председател, бираат нов. Брзаат во рок од 20 дена да изберат одма председател, без да направат повторно анализа зошто ги изгубили изборите 24 и 21. Сериозна, па да се изјасни членството, па да ги најдат причините, па да почнат со промена и на тие основи председател и други органи. Вака со брзање ми делува дека нема да ја оствара целта. Ние уште немаме анализа во јавноста и во партијата немаат зошто изборите се изгубени. Црвенковски во 2020 година го замрзна членството и тогаш го повика раководството да се огради од Заев по неговото интервју за бугарски БГНЕС. Заев возврати, Црвенковски е историја. Дали во партијата сега е на сцена битка помеѓу крилото на Заев и на Црвенковски? Споменавте, веќе познати се во јавноста кандидатите за иден лидер на партијата. Не верувам дека Црвенковски оперативно и дневно има интерес во СДСМ на начин на кој вие го поставивте прашањето. Тој го замрзна членството и замрзнувањето од 4-5 години колку поминаа веќе не е замрзнување, тоа е веќе добива трајна основа. Но мислам дека во СДСМ во моментов Црвенковски на страна, значи со ова го ставам, дека да има групации што имаат своји кандидати меѓу овие 5 кандидирани до сега. Господин Поповски, ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. И благодарам за поканата. Никола Поповски, екс пратеник, поранешен спикер на Собранието, екс министер за финансии.